Блокадата од Бугарија за Македонија да не ја отвори преговарачката рамка за официјален почеток на преговорите со Европската Унија за повеќето граѓани е разочарувачка, но не и изненадувачка постапка. Сепак и покрај неповолното сценарио за нашата земја, повеќето граѓани веруваат дека еден ден ќе ги отвориме долго очекуваните преговори за членство. Па сигурно дека сме разочарани. Не очекувавме, мислам, така да одговорат, а исто ние сме со добрососедски односи, тоа ние го искажавме уште на почетокот. Истото требаше и они да го сторат, бидејќи се труди да најдеме заедничко решение за работите кои што се спорни, да речам. Не е добро, општо, не само за нас, а и за нив исто не е добро и си го изгубија и они својот авторитет. Може би некогаш, но чисто сумневам дека ќе имате од секоја страна блокади и така да. Дел од граѓаните сметаат дека новата пречка на патот кон Европската Унија ќе го зголеми евроскептицизмот, но сепак се надеваат дека ќе го дочекаат денот кога ќе ги отвориме преговорите за членство. Мислам дека ќе ја намали, бидејќи мислам дека требаше Европската Унија малку повеќе да се ангажира околу оваа состојба што не се случува нас. Ја не сакам да станеме членки. Зашто они виж како не подценјаваат нас. Европа, што запнале во Европа? Овде катастрофа е, судство катастрофа, ова катастрофа, сите институции се катастрофа, а вие сакате во Европа. И све да им дадат на бугарите, и тиранска, све да исполно све, Европа пак ќе бара да ние економски стоиме на нози, па да те прими. Да, оптимистам. И навивам за тоа. Може ќе се измени случајов што е сега. Вие сакате да бидеме дел од ЕУ? Да, сакам. Децата ми се таму, сите, и ние идеме почесто таму, а зашто да не бидеме еден дел од ЕУ? Со оглед на контекстот во кој се наоѓаме, очекувано е зголемување на евроскептичните чувства кај македонските граѓани, кои пак во последните неколку години покажуваат солидна поддршка за членство во Европската Унија, или во проценти 70% поддршка. Но тоа не мора да биде случај, посочува Иван Стефановски, извршен директор на Центарот за европски стратегии Евротинк од Скопје. Ке споделам со вас еден мал куриозитет, дури по ветото на Макрон во октомври минатата година, Евротинк направи Еврометар истражување каде што поддршката кон ЕУ се зголеми. Така што понекогаш нашите граѓани знаат да изреагираат импулсивно, неочекувано во контекст во овој конкретен случај позитивно, односно дополнително да се зголеми поддршката кон ЕУ, што е многу интересен миг, меѓутоа имајќи го предвид целиот контекст, јавниот дискурс, наративите околу кои што е спакувана целата приказна, нажалост можеме да очекуваме намалување на поддршката за членство. Независно од последниот развој на настаните кои не одат во полза на земјава, Стефановски вели дека во никој случај не смееме да запреме со реформите, туку напротив да се работи забрзано во областите на јавната администрација, борбата против корупцијата и организираниот криминал, грижата за здрава животна средина и другите приоритети. Не смееме да го развиваме кај нас оној синдром на мало искарано дете кое што сега ќе биде навредено и налутено и ќе чучне некаде во некој ќош. Напротив, треба да се одговорно да се носиме со сите предизвици. Овој пат не е лесен и никој не кажал и не очекувал дека ќе биде лесен, така што мора да се опстои и ниту еден милиметар не смее да се отстапи од тврдењето дека ЕУ е нашата единствена траекторија на движење. Одлуката на Бугарија да стави вето за пристапните преговори со Република Северна Македонија, официјална Софија ја правда со тврдењата дека Скопје го прекршило договорот за добрососедство потпишан меѓу двете држави во 2017 година. Македонските власти не ја кријат разочараноста од постапките на источниот сосед, но се уште се надеваат на договор, иако се помалку веројатно е дека во наредните неколку денови би можел да се постигне договор со Бугарија, со што би се деблокирал патот на Северна Македонија кон Европската Унија.